Владиката што го колнал чорбаджијата. Чита Александар Станојков. Еден владика колнал еден чорбаджија за некоја голема погрешка што беше му грешил. По некое време, кога му дошол саатот на чорбаджијата да си умрел. На 3 години, син му од чорбаджијата беше го откопал татка си според адетот рисијански да го види дали го изела земјата. И кога го откопал, што да види? Цел го нашол во гробот, као кога тој да беше го клале. Го пролеале, го препеале и пак го закопале. На 6 години на 9 пак така беше го нашле. Тога и веќе беше се увериле отиет многу грешен, да го однесле в црква и го клале до вратата црковна за секој рисијанин, мал, голем, женско, машко, што ќе влези в црква, да речи Бог да го прости и со тоа нешто да се расипит. Тоа нешто му го сторија. Пеење, парастоси, литургии, простени молитви му пеале, а арно туку од ништо фајде не најде чорбаджијата за да се расипи. Се чуделе сите рисијани во градот, а најпоеќе син му од чорбаджијата и жената му. Една вечер ја прашал син му од чорбаджијата, мајка си, за животот од татка си, како живеел кога бил тој уште нероден и кога бил уште мал. Мајка му го фалила, оти тој имал голема чест од сите граѓани, а најголема чест имал од владиката. Само еднаш беше се скарал со владиката и беше го проколнал лошо владиката, таа тој себе не беше ошол кај владиката не знам колку време. Моли мајко, е рекла. Ами заошто не си ми кажала досега оти од владиката бил колнат татко за да го барам тој владика кој беше и да го молам да го простите. Море синко, да пустио владика што се скара со таткото и го колна, уште тога и тој се потурчи, за да ја земе од тогашниот кадија ќерка му и тој е денеска кадија, чунќи кадијата стар умре и сега го остави на неговото место. Да, тоа не сум ти кажала, бречето. Кога чу син му од чорбаджијата тоа нешто од мајка си, го клал во умот и одошто му било жал за татка си се престрашил и му отишол кај потурчениот владика да го моли да му го прости татко му. Отишол при кадијата и го молил со прво да му прости што ќе му речи нешто, ами тоа што ќе му речел требало да му го речит насамо. Кога чул тој збор кадијата од сина му на чорбаджијата, го приимал насамо и му кажал за татко му оти бил нерасипан токму 9 години и го молил да му дајат проштење да белки ќе се расипит. Кога беше чул кадијата, некогашниот владика, зборот од сина му на чорбаджијата, на чудо беше станал. Јас најгрешен на веков, си велел сам со себе. Што сум проколнал еден чорбаджија без да имаше кабает и да го врзам 9 години в земи да не се расипит. Ами јас што си оставив живата вера за една проклета што ќе ме најди. Размислувајќи тоа нешто кадијата, како да му влегол дух во срцето и беше му се смилило за пак да биде рисјанин. Ој си момче сега дома и вечер по ноќе да дојдиш да ме земиш. Сега прво појди в црква, да приготвиш владическите алишта. Му бакнало рака момчето на кадијата и отрчало в црквата приготвило владическите алишта. И вечерта по ноќе беше ошло кај кадијата и го зел, та го однесло в црква. Од кога му кажал син му од чорбаджијата на кадијата за тоа нешто и се познал за многу грешен, се во молитва бил да дури отишол и се променил во владическите алишта. Паднал на колена и се молил на Бога за Господа го прости од што се потурчил. Останал после и му пеал над умрениот чорбаджија простена молитва и за големо чудо и приказна на часот беше се расипал како од 100 години да бил в земи. Кога видел владиката тоа големо чудо со очите своји, рекол: јас најгрешен и недостоен, за мене Господ да ме послуша што му се молив и јас сега зар да не го послушам и да умрам за него и верата да си ја земам, макар и сега да умрам. Така бил рекол владиката и отишол на Мевкеме, да му се откажал од кадилакот и од верата, велејќи на турците: Еди турци, јас чинев оти злато од вас зедов, а јас сум си го оставил златото мое
и сега пак си го земам назад. Кога чуле турците тоа нешто од кадијата, го мачиле многу и најпосле го пролеале крв. И така се спасил и се простил со чорбаджијата што беше врзан.